Завчера излагањата што ги имавме, дека сите сме пред голем предизвик поради ова што ни се случува. Ситуацијава не е ни малку несериозна, значи колку што е, ајде да речеме, можеби страшна заразата, уште пострашна ќе биде сиромаштијата што ни чука на врата, а тоа ќе биде огромен предизвик за да го надминеме ние синдикатите и да се докажеме сега, барем во идниот период, дека не бива, дека можеме да се справиме со тоа, дека можеме да ги заштитиме работниците, затоа што и да ја повратиме нормално изгубената доверба, затоа што сите знаеме колку ни е изгубена довербата кај младите, поготово луѓе во нас. Како што кажа завчера професорот, има само еден штур член од една реченица, еден став. Што значи вршење на работа дома? Меѓутоа не е прецизирано. Во Хрватска веќе се размислува за нов закон, кој што ќе биде посебен закон за вршење на работа дома, кој што закон ќе го редува посебно вршењето на работа од дома. Нашата стручна и научна јавност вика дека нема потреба од донесување на нови закони, меѓутоа има потреба од надополнување на законот за работни односи, така што ќе се прецизираат некои специфичности на работењето од дома. Предпоставам и вие не ги знаете флексибилните, односно алтернативните облици за работување. Меѓутоа, вршењето на работа дома сите го разбираат како некоја работа што е резервирана само за домашните помошнички, за нега на постари лица или на чување на деца. Никој не разбираше дека работа од дома може да стане и нешто друго. Меѓутоа, работењето од дома, јас бидејќи го разбирав што значи телеворкинг, телеворкинг е термин за вршење на работа од издвоено место од седиштето на фирмата, односно од канцеларијата. Значи не мора да биде дома, може да биде и на планина, и во интернет кафе, и во обично кафич, и на плажа, било каде каде што има интернет. Значи само ти треба интернет и можеш да вршиш работата од било каде. Тоа е, во нашиот закон се вика вршење на работа од дома.